Предпладнево ја сподели обвинителството во врска со случајот комунална хигиена во кој вчера беа приведени директорот на ова јавно предпријатие и еден од раководителите под сомнение дека не го собирале отпадот во Скопје и со тоа го загрозиле здравјето на граѓаните. Според последните информации што ги добив, двете приведени лица се уште се во станицата во Автокоманда. Таму е и Мартин Арсов, тој од утрово го следи овој случај, го имаме во овие вести во живо. Мартин, докаде е оваа постапка, дали двете лица кои вчера беа приведени се уште се во полициска станица? Да, Александар, се уште трае распитот на директорот на јавното предпријатие комунална хигиена Сабахадин Рустеми и раководителот истото предпријатие Аки Саити. Според нашите информации, распитот е при крај и за скоро време се очекува тие од овде од полициската станица Автокоманда да бидат спроведени во Скопскиот кривичен суд. Тие се овде во полиција од вчера во 14 часот, што значи дека истекува оној законски рок од 24 часа до кога можат да бидат задржани во полициска станица и практично тие ноќта ја поминаа овде. Со оглед дека распитот се уште трае, неизвестно е се уште, но наскоро ќе се знае дали обвинителството ќе бара притвор или пак други мерки на предпазливост. Од Министерството за внатрешни работи и обвинителството не откриваат засега повеќе детали и се уште остануваат на вчерашното соопштение во кое што само накусо се информира дека приведени се и задржани две лица од раководството на јавното предпријатие комунална хигиена Скопје во врска со сомненија за кривично дело од член 230 од кривичниот законник, односно за загрозување на животната средина со отпад. Зависно од тоа кој став од овој член од кривичниот законник ќе се употреби, на овие две лица им се заканува минимум 1 година затворска казна или пак максимум 10. За сега не се знае ниту дали ќе се шири листата на лица кои што ќе бидат повикани на разговор во полиција или пак приведени. Вчера градоначалничката на Скопје Данила Арсовска преку Facebook статус го бранеше директорот кој што самата го назначи и рече дека тој не е виновен и ова е политички прогон, а подоцна по пладнето во текот на вчерашниот ден Арсовска преку ироничен Facebook статус рече дека директорот Рустеми е пуштен од полициска станица затоа што од ДУИ преминал во Влен. Инаку Рустеми важи за близок човек на актуелниот градоначалник на општина Сарај. Тој е назначен за директор на јавното предпријатие комунална хигиена од страна на Арсовска во јануари годинава, а претходно во периодот од 2017 до 2021 чинам бил и директор на комуналното предпријатие на општина Сарај. Инаку Скопје и денеска има проблеми со несобирањето на сметот. Полни контейнери ширум градот има и денеска. Во расчистување на контейнерите помагаат механизација и камиони од останатите општини. Александар, тоа е се за сега. Како што кажав, според нашите информации, распитот е при крај, така што очекуваме во секој момент да бидат изнесени овде и спроведени во Скопскиот кривичен суд. Да, Мартин, остани да го следиш овој случај, доколку добиеш нови информации во текот на овие вести, побарај ново вклучување. Беше тоа Мартин Арсов кој што известуваше за случајот комунална